Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Комуналното предпријатие Водовод планира во првата половина од идната година да потроши електрична енергија во вредност од околу 230.000 евра. Јавниот повик за набавка на струјата од слободниот пазар е веќе завршен, а количината што се планира да се потроши е на приближно исто ниво како и во тековната година. Нето сума од над 14 милиони денари планира да потроши комуналното предпријатие Водовод за набавка на електрична енергија за наредната година. Пресметките покажале дека приближно толку пари ќе бидат неопходни за да се обезбеди непречено функционирање на работните единици во негов состав. Предпријатието излегува на слободниот пазар на електрична енергија откако се најде на листата на мали потрошувачи кои во 2017-та имале потрошувачка на струја поголема од 100 мегавати, со што го изгубија статусот на тарифни потрошувачи. Рокот на јавниот повик за набавка на потребните количини е веќе завршен, а според техничката спецификација се планира во првите 6 месеци од годината да се потрошат 2900 мегават часови електрична енергија. Во споредба со изминатиот период тоа е на приближно исто ниво. Најголеми потреби за струја, односно повеќе од 500 мегават часови, се предвидени за јануари и јуни идната година, додека во останатиот период таа е нешто поизедначена и просечно се движи над 400 мегават часови. Инаку во Македонија по либерализацијата на пазарот на електрична енергија, право да купуваат струја на слободниот пазар, освен големите предпријатија со повеќе од 50 вработени и обрат од над 10 милиони евра, вклучени се и помалите приватни и државни фирми, како и јавните институции. На листата на мали потрошувачи, што во средината на годината ја објави државната електропреносна компанија МЕПСО, покрај Водовод се наоѓаат и локалната самоуправа, како и 30 на приватни фирми од Кочани. Општина Виница и општина Делчево подпишаа меморандум за соработка со урбаната алијанса на свилениот пат во рамките на еден од најголемите бизнис самити во светот, кој се одржаа во Кина во градот Џуангџадже, со што стана првите општини од Македонија кои се дел од оваа светска асоциација, посветена на градење платформа за поврзување на градовите во различни земји и региони. Општина Виница и општина Делчево подпишува меморандум за соработка со урбаната алијанса Патот на свилата. Во рамките на еден од најголемите бизнис самити кој што се одржа во Кина, во градот Џуангџадже, со што станаа првите општини од Македонија кои се дел од оваа асоциација посветена на градење платформи за поврзување на градовите во различни земји и региони. Самитот се одржа од 15 до 17 октомври и на него јас како градоначалник на општина Виница имав презентација за развој на општината и потенцијалите кои ги има Виница во областа на туризмот. Морам да истакнам дека на овој бизнис самит учествуваа 173 членки од 60 различни земји. Министри, премиери, градоначалници и бизнис заедници. Меѓу нив беа и поранешниот председател на Република Хрватска Стипе Месич, како и поранешниот вице-премиер на Република Бугарија, господинот Александар Томов. По овој самит очекувам дека општина Виница ќе ги искористи можностите кои им се даваат на помалите општини за инвестирање и за јакнување на потенцијалите кои ги имаме, особено во делот на културата, туризмот и економијата. По подпишувањето на овој меморандум, Виница стана рамноправна членка со многу поразвиени милионски градови од целиот свет. 5 години успешна работа и функционирање, во моментов со бројка од 1700 вработени. Под слоганот "Славиме заедно" со богата културно-забавна програма, компанијата Amfenol Technology Македонија во трговскиот центар го одбележа својот 5 годишен јубилеј и успешност во работењето. Роденденската прослава започна со игри за најмладите, забавна програма со диџеј Ацко, настап на музичкиот бенд Кирилична подршка и познатиот Владко Лозановски, како и со официјален дел на доделување благодарници и награди на најдобрите и најлојалните работници. Со свечена програма во трговскиот центар, компанијата Amfenol Technology Македонија одбележа значаен јубилеј, 5 години постоење. Во неделата на поставената бина,
Амфенол имаше целодневна програма за граѓани од сите возрасти, и за најмалите и за возрастните. Почнувајќи со игри за најмладите, забавна програма со диџеј Ацко, настап на музичкиот бенд Кирилична подршка и познатиот Владко Лозановски, како и со официјален дел на доделување благодарници и награди на најдобрите и најлојалните работници, Амфенол Технолоџи Македонија го одбележа својот 5-ти роден ден. Амфенол е корпорација од Америка која на задоволство на сите одлучи да инвестира и да се прошири во Македонија. На почетокот се оформи скромно, со само 50 вработени во 2013 година. Со добра организација и менаџирање и цврста идеја за развивање, во 2014 година бројот на вработени се зголеми на 515. За во 2015 да се одбележи најголемиот раст во тој поглед и бројката да се зголеми на 1314 вработени. Со голема посветеност на работата, упорност, јасно поставени цели и мотивирани работници, во 2016 година, преку стратегија за еден раст, се изгради и 4-та зграда, со што јасно се виде проширувањето и напредокот на компанијата. 2017 година пак компанијата ја бележи како доста значајна година, во која Амфенол Технолоџи беше рангирана како 25-та најуспешна компанија во Републиката, со што го доби и официјалното признание за упорната работа. Оваа година Амфенол го одбележува 5-годишниот јубилеј, заедно со уште 1700 вработени и инвестиција од 16 милиони евра. Сите овие постигнати резултати се само дополнителен мотив за уште подобра и попосветена работа во иднина, рече директорот на компанијата Сашко Наков, кој ги поздрави присутните, кои беа во голем број во трговскиот центар во Кочани. Тоа што го направивме, го спојивме Кочани со светот. Мотото на Амфенол е Connecting the World, а на Амфенол Технолоџи Македонија е го спојуваме Кочани со светот. Ние го донесовме светот во Кочани, ние испративме стотици наши луѓе на обуки светот да донесат знаења кои што ги искористивме овде за напредок. Донесовме луѓе од странство за да ја обучуваат нашите луѓе да соработуваат и мислам дека со тоа успеавме да постигнеме еден резултат кој што е за респект и да створиме компанија која што во македонски услови е респектабилна компанија. Што е тоа што не очекува во наредниот период? Мислам дека нема да кажам ништо ново, ако кажам дека до почетокот на 2020 нови 500 вработени, нови 10 милиони инвестиции, тоа е веќе нормално за Амфенол. Мислам дека тоа го очекуваат сите. Нешто ново можеби е тоа дека се повеќе инвестираме во софистицирана опрема, се повеќе одиме во насока на развој и планираме и почнавме со развоен центар и вработување на млади инженери кои што беа на разни обуки и кои што ќе продолжат со обуките. Значи целта е да ги дизајнираме производите овде во Кочани, не само да ги произведоме и испорачуваме. Тоа е една нова димензија, тоа е една работа која што ќе донесе подруг квалитет, поголема додадена вредност и сигурно поголема ангажираност на пошироки структури и сигурно на повисок ноу-хау на вработените и на луѓето кои што ќе ни се приклучат. Присутните и вработените ги поздрави и подпредседателот на корпорацијата од Америка Дейв Силверман. And our CEO, Adam Norway. Тука сум во име на председателот Адам Норбит, кој е председател на Амфенол корпорацијата и ви ги пренесува искрените честитки по повод 5-тиот роден ден. Драги Сашко и Амфенол, тимот на Амфенол Македонија, мило ми е и чест и задоволство ми е да ви ги пренесам најискрените честитки за ова 5-та годишнина на Амфенол Технолоџи Македонија. Се сеќавам на моето прво патување во Македонија, кога пред се прво се воодушевив од храната и културата и најмногу од пријателски расположениот народ на оваа голема земја. Навистина сум импресиониран од напредокот на Амфенол во рамки на овие 5 години и посебна чест и задоволство ми е да што сме веќе најголема приватна фирма во рамки на цела Македонија. Ви благодарам на сите за значајниот придонес што го направивте за овие 5 години и
се надевам на уште поголеми успеси и проширување на Amphenol Technologies во Македонија во иднина. Amphenol Technology секоја година ги наградува и им доделува благодарници на најдобрите и најуспешните и најлојалните работници. Тоа не го заборави и оваа година кога се одбележува 5-годишниот јубилеј. Награди за лојалност и благодарници добија 36 вработени во компанијата, а 8 вработени добија награда за најдобри работници за 2018 година. Дарко Митревски, Мартин Јорданов, Виолета Кипријанова, Валентина Анчева, Васка Филобога-Николова, Иван Митев, Иле Гигов и Весна Додевска. По доделувањето на наградите, роденденската забава продолжи со неколкуминутен огномет и со настап на музичката звезда Ватко Лозановски, кој пред кочанци ги отпеа своите хитови. Викендов се одржа втората трка во планинско трчање градче Трейл Ран, на која учествуваа близу 200 надпреварувачи. Организатори беа Сдруженијата МТБ Исток и Трекс, а патеката долга 13 км беше околу вештачкото езеро Градче. Близу 200 надпреварувачи од повеќе градови во Македонија учествуваа на надпреварот во планинско трчање градче Трейл Ран, што во неделата по втор пат се одржа во околината на браната Градче кај Кочани. Одличните временски услови и добро подготвената патека во должина од 13 км со висинска разлика од над 660 метри има возможија на скоро сите учесници без потешкоти да ја завршат трката. Организаторите на надпреварот, спортското здружение МТБ Исток од Кочани и Сдруженијето за планинско трчање, алпинизам, експедиции и други адреналински активности во планина, Трекс од Скопје, рекоа дека се позитивно изненадени од интересот за учество на надпреварот, со што е постигната и главната цел за поголема промоција на овој спорт во Македонија. Целта на градче Трейл Ран е да се промовира браната Градче како совршено место за планинско трчање, за планински велосипедизам и воопшто како добро туристичко место. Патеката значи стартува од паркингот на Еврохател Градче, минувајќи покрај водопадите, покрај селата Горно и Долно Градче, познатиот Мактеон и на крајот значи последната секција е патеката околу самата брана Градче и повторно финишираме овде. За сите победници за првите 3 места во категории мажи, жени и ветерани имаме обезбедено медали и дипломи и символични награди, а исто така имаме обезбедено и дипломи за најстар и најмлад учесник. Учесниците на трката изразија пофални зборови за условите што ги нуди околината на браната Градче, како и за начинот на кој беше организиран надпреварот. Дадоа ветување дека и до година повторно ќе дојдат на Градче Трейл Ран. Да ви кажам искрено, 90%, 99% можам да кажам, тука од луѓето што сме присутни сме трчачи, значи рекреативци. 1% се тие што ќе се борат за првите места за подиумот, да кажеме. Значи сите идат, верувам дека за оваа прекрасна планинска убавина тука што имате прекрасен ресторан, да се видиме, да испиеме едно кафе што се вели еден чај заедно и заради атмосферата, вака мислам дека атмосфера ретко има спортски настани во Македонија, за жал се помалци има. Верувам дека ова убава може се еви Кочани малце денеска да заживее на спортски план. Пак ја речам, верувам дека ќе продолжи традицијата и дека ова ќе ги собира кочанчани и останатиот дел од Македонија да се дружиме и да истрчаме една убава трка. Јас сум Сара Марковска, немам уште неполни 12, имам учествувано доста траки. Сега скоро пред некои недели на Крали Маркова земав второ место од Скопје. Здраво, јас сум Дарко Темелковски, имам 15 години, за неколку месеци ќе полнам 16. Имам учествувано на многу трки, имам околу 10 медаји и бев прво место на Крали Марков Трейлс. Многу убаво, интересно е, времето е супер и друштвото само. Организаторите најавија дека трката Градче Трейл Ран станува традиционална, а се планира од наредната година да добие и меѓународен карактер. Заврши 21-иот саем на мед во Кочани.
Пчеларите делумно задоволни од продажбата на мед и пчелни производи што ги нудеа на своите штандови. Медот се продаваше по 400 денари за килограм. 3 дена траеше саемот на мед во Кочани. Иако во помал број од претходните години, сепак пчелари од повеќе градови од државата на штандови ги изложија своите пчеларски производи. Ланската година беше најлоша во однос на приносите на мед, а пчеларите велат дека не може да се пофалат и оваа година со добри приноси. Оваа година во поглед на пчеларството беше многу лоша, барем во нашиот регион, во Битола и Демирхисар. Имаше многу големи врнежи баш во тој период кога пчелите требаше да собираат од нектарот и беше оневозможено да го соберат истиот. А колку младите се заинтересирани за пчеларење и колку е почетната инвестиција да се започне овој бизнис? Во Куманово млади пчелари во смисол на години, а и постари млади пчелари кои започнуваат да се бават со пчеларство има доста, така да има заинтересираност бидејќи на крај крајва и доходовна. Чист воздух во пчеларникот го намалува стресот, меѓутоа треба оној кој љубиме за пчели, пчелите ќе си го сакаат сигурно. Заинтересирани се, кога повеќе, кога помалку. Имаше еден голем бран 2012 до кај 15-16 имаше голем бран на пчелари, последниве 2 години има мала стагнација. Ама во принцип се уште има млади пчелари. Ние во нашата бранша млади пчелари си ги викаме секој што е почетник во пчеларството. Иако е тазе пензионера почетник во пчеларството, кај нас е во категорија млади пчелари, така да има постојано заинтересирани затоа што е добра основа за дополнителен приход во домашниот буџет. Точно е дека психички се опуштаат затоа што самата пчела бара да биде пчеларот смирен, да не биде нервозен, да работи полека, по правила и тоа придонесува и самиот пчелар да биде посмирен. Ако земеме дека ако сака да опреми еден пчеларник од со 50 пчелни семејства со објект со се, тоа би било по голема инвестиција да речеме, но најпаметно е заради да го научи како занат некое известно време, да речеме година, 2-3, со една пчелна кошница отприлика би го чинела околу 100 евра, да речеме, а минимумот е по литература 2 пчелни кошници, што значи би било доволно за почеток за првите неколку години да види, да го поднаучи занатот, а подоцна може да види дали ќе инвестира повеќе и во која насока ќе се движи. На обележувањето на манифестацијата присутните во паркот во Кочани ги поздрави председателот на Еколошкото пчеларско здружение Златна кошница Тони Димитров. Секоја година, откако ќе завршат другите активности што се поврзани со природата, ние пчеларите ве собираме да ве заблажиме и да нагласиме колку е медот важен во зачувување на човековото здравје. Токму заради тоа и настојуваме што повеќе да го промовираме медот, како особена важна и здрава храна, и токму и заради тоа постојат деновите на медот. На оваа важна манифестација се присутни колеги медари од повеќе краишта во нашата држава. Веќе стана традиција, како што е многу добро, секоја година да се дружиме со пчеларите и медарите од Виница, Битола, Кочани и така натаму. Манифестацијата за отворена ја прогласи градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев. Нашиот регион е доста погоден за развој на пчеларството, ако на ова го додадеме и фактот дека е отпочната постапката за прогласување на осоговието како заштитено подрачје, нешто што навистина ќе биде еден добар благодет и во тој правец ги охрабрувам пчеларите да истрајат во овие тешки времиња и навистина дека доаѓаат подобри времиња, бидејќи со заштитувањето на овие заштитени подрачја се ствара можности и за прогласување на брендови од заштитени подрачја, нешто што навистина недостасува во Македонија и сметам дека е добра шанса за развојот покрај на другите гранки и на пчеларството. Манифестацијата беше збогатена со настап на фолклористи од фолклорниот ансамбл Мугри од Кочани и ансамблот Липчо Сантов од Оризари и играорна група Зрновци, кои се представија со ора и песни од нашиот крај. Ваквите саами на мед имаат за цел да ја подигнат свеста кај граѓаните за почеста употреба на медот и представуваат одлична можност граѓаните да се запознаат со намената и употребата на пчелните производи.
Потребно е да им се помогне на пчеларите во пчеларењето, не само со субвенции по кошница, туку и со опрема, како за искусните, така и за стимулирање на помладите пчелари и оние кои влегуваат во пчеларството, рече искусниот и еминентен пчелар од Србија, професор Слободан Јефтик, на предавањето што се одржа во салата на мултикултурниот центар. Активноста е дел од одбележувањето на манифестацијата Денови на медот во Кочани. Размена на искуства меѓу пчеларите во Македонија и Србија, како и пренесување знаења од искусни пчелари, е целта на предавањето кое што пчеларските здруженија од Кочани го организираа во салата на мултикултурниот центар. Еминентниот и познат искусен пчелар од Србија, професорот Слободан Јефтик, пред присутните пчелари изборуваше за тоа како да се победи проблемот кој што е актуелен последните години, а тоа е угинувањето на пчелите, како и за подготовка на пчелите за зимниот период и заштита од болестите кои што се јавуваат. Освен за тоа, Јефтик зборуваше и апелираше да може финансиски да им се помогне на пчеларите со поголеми субвенции. Треба да се апелуе и на чак Треба да се апелира и до властите да помогнат во пчеларството, бидејќи овде во Македонија има добри услови за производство на квалитетен мед. Македонскиот мед е моментално најквалитетен мед на Балканот воопшто. Ова го велам бидејќи работам како оценувач на квалитет на мед и одговорно тврдам дека овој мед е високо квалитетен. Значи е потребно само да им се подпомогне на пчеларите и тоа не само со субвенции по кошница, туку и стимулативно да се делува во купување опрема и да се враќаат парите за оние кои ќе купат опрема, за да може да се стимулираат да има млади пчелари кои ќе пчеларат, а не да се губи времето во незначајни работи. Јефтик рече дека здруженијата во Србија им помагаат на лицата кои сакаат да почнат со пчеларење, со тоа што им даваат на поклон од 3 до 5 кошници за пчели за почеток, и тој подоцна кога сака пчеларењето продолжува со зголемување на бројот на кошници. Освен тоа, делуваат и едукативно и држат предавања за почетници во пчеларењето, додаде Јефтик. Во текот на целото предавање, присутните пчелари поставуваа прашања на професорот за се што ги интересира во врска со пчеларењето. Цревните вируси ги нападнаа луѓето. Зголемен број на лица кои побарале лекарска помош бележи итната медицинска помош во Кочанската општа болница. Лекарите соопшти препораки за заштита и лекување на стомачните заболувања. Цревни вируси, зголемен број на лица со проливи, повраќање, висока температура, бележи деновиве итната медицинска помош во Кочанската општа болница. Лекарите велат дека најчести пациенти со стомачни заболувања деновиве им се децата, но и голем број возрастни побарале помош за сопирање на диарејата и повраќањето. Причината за зголемената бројка на лица со вакви заболувања, лекарите ја припишуваат на променливото време и температурните разлики. Најчести симптоми на стомачниот вирус се повраќање и диареја. Кај некои лица се појавува само диареја без повраќање. Фазата на повраќање обично трае од 1 до 3 дена, додека диарејата може да продолжи и до 2 недели, велат лекарите. Може да се појави главоболка, треска и абдоминална болка. Стомачниот вирус најчесто се шири при контакт со заболено лице или индиректно преку загадена вода, храна или предмет. За заштита и превенција од стомачни вируси лекарите препорачуваат избегнување контакт со заболено лице, одржување лична хигиена, редовно и почесто миење раце со сапун и топла вода, користење на средства за дезинфекција на рацете, избегнување допирање на очи, нос и уста со неизмиени раце, темелно миење на овошјето и зеленчукот пред конзумирање и термичка обработка на месото. Лекувањето на стомачниот вирус кај полесните случаи опфаќа симптоматска терапија, велат лекарите, диети и конзумирање повеќе течности и витамини за да се спречи дехидрирање, додека кај поизразената клиничка слика потребна е дополнителна терапија по препорака на лекар. Следува информацијата од спортот. Викендов се одиграа надпреварите во фудбалските првенства, при што Осогово победи на гостувањето во Виница, а женскиот фудбалски клуб Кочани играше нерешено на домашен терен. Кошаркарите на Баскет Дино победија на гостувањето во Куманово, а пинг-понгарите на Кочани освоија нови бодови во 5-то и 6-то коло од првата пинг-понгарска лига.
Викендов се одиграа надпреварите од седмото коло во првенството на третата фудбалска лига Исток, при што Осогово забележа победа од 2:1 против Слога на гостувањето во Виница. Како и што се очекуваше, двете екипи прикажаа просечна игра и освен резултатот, немаше нешто позначајно по што би се запомнило ова соседско дерби. Жолто-сините први дошле во водство во 23-та минута со голот на Димовски, а со овој резултат се отишло и на пауза. Домакините успеале да изедначат во 63-та минута, а победата на гостите од Кочани им ја донел Манов со погодокот што го постигнал 5 минути подоцна. Со новите 3 бода Кочанскиот третолигаш останува на врвот на табелата, а во следното 8 коло што се игра на 23 октомври, повторно ќе гостува, овој пат на средбата со Кежовица во Штип. Викендов играа и фудбалските прволигаши во женска конкуренција, при што надпреварот што се одигра на стадионот Никола Мантов меѓу тимовите на Кочани и Прилеп заврши со нерешен резултат 3:3. Први во водство дојдоа гостинките во 13-та минута, а изначувањето беше постигнато во 20-та минута со погодокот на Атанасова. Со овој резултат заврши првото полувреме, а во вториот дел домашните фудбалерки поведоа во 48-та минута со голот на Петкова. Нивната радост траеше кратко откако прилепчанки најпрвин во 55-та минута изедначија, а во 78-та дојдоа во водство од 3:2. Конечниот резултат во 88-та минута го постави Колеска, со што на Кочанскиот женски прволигаш му донесе бод по подолг период. Кошаркарите на баскет Дино пак се на врвот на табелата во втората кошаркарска лига Исток, откако победија и во второто коло. На гостувањето против тимот на Куманово 2009, тие освоија нови бодови, совладувајќи ги домакините со 65:62. Иако победата е со тесен резултат, таа во ниту еден момент не дошла во прашање, со оглед што момчињата на тренерот Сашо Лазаров во текот на целиот надпревар имале предносот под неколку поени. Со освоените 4 бода, баскет Дино го дели првото место со Борец баскет, Карпош Соколи и Лирија, но има најслаба кош разлика. Во следното коло на домашен терен ќе го пречека тимот на ФМП Академија. Пинпонгарите на Кочанија продолжуваат одличната серија од победи во првенството на првата пинпонгарска лига. Викендов се одиграа 5-тото и 6-тото коло, при што нашата екипа прокнижи нови бодови против Борец од Велес и Струга. Единствена забелешка е што двете победи не беа целосно чисти, односно нашите пинпонгари загубија 1 поен против Велешани, што за прв пат се случи во ова првенство. Со 6 победи досега и поен разлика од 24:1, тие остануваат на врвот на табелата. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посекуваме пријатна вечер. Довидување.